Здруженијето Рома СОС со цел да ја истражи подетално појавата на склучување брак, како и живеењето во неформална заедница помеѓу и со лица под 18 години и начинот на кој се прецепираат ваквите случаи од страна на различните вклучени страни и кои постапки се преземаат за истото. Спроведе истражување во општина Прилеп во периодот јули-октомври 2015, а истото денеска беше презентирано во Битола. Постои правна празнина, вакуум, во 3 закони, кои што заради нивната нехармонизирана усогласеност дозволуваат малолетниците да склучуваат вонбрачни заедници под 18 години, а тоа се однесува на Кривичниот законник, односно член 197, каде што санкционирањето на вакви случаи е само во ситуации кога малолетниците имаат возрастна граница од 14 до 16 години, меѓутоа не и до 18 години, што значи дека оставаат вакуум простор во периодот од 16 до 18 години малолетниците да одлучуваат самостојно за склучувањето на вонбрачни заедници. Врз основа на направената анализа од Здруженијето Рома СОС препорачуваат неколку промени, кои според нив треба да се направат во законската регулатива. Промена на член 197 од Кривичниот законник, во кој што треба да се помести возрастната граница за санкционирање на ваквите случаи од 16 до 18 години. Дополнително, бидејќи утврдивме дека не постои дата база на податоци, односно регистрирани случаи на оваа тема од страна на институциите, сметаме дека треба да се подготви протокол за соработка на различните институции кои што можат да влијаат на ваквите случаи и при тоа да ги регистрираат навремено и сите и да постапуваат. Своје излагање за состојбата имаше и заменикот народен правобранител Лилјана Илиевска од аспект на заштита на правата на децата како една од приоритетните области на институцијата во своето делување. Иако статистиките покажуваат дека секоја пета девојка во ромските населби на возраст од 15 до 19 годишна возраст живее во брак или вонбрачна заедница, по овој основ до институцијата народен правобранител до денес не е поднесена, поточно не е покрената постапката по овој основ. Според народниот правобранител, резултат на ова е од една страна непознавањето на надлежностите на институцијата народен правобранител од страна на децата, неговата можност да го заштити нивното право на детство и да го спречи ваквиот детски брак. Дискусијата во Битола беше втора од планираните 6 на Здруженијето Рома СОС во 6 општини во Република Македонија.